Почитувани гледачи, ви посакувам добро утро и добре дојдовте во петочното издание на Македонија денес. Ја завршуваме оваа работна недела во добро расположение, позитивно расположени, секако подготвени за викендот кој што е пред нас. Се надевам дека во текот на целата работна недела бевте заедно со нас и ги следевте сите гости и содржини кои што беа дел од Македонија денес, а исто така ќе бидете во рамки и на денешното издание за кое што подготвивме интересни теми. Секако на самиот почеток го започнуваме како и вообичаено секое утро во добро расположение. Благодарение секако и на целиот тим на Македонија денес кој што ја подготвува оваа емисија. Испраќаме една македонска музичка numera до сите вас кои што утрово се наоѓате на фреквенцијата на телевизија 24 и сте подготвени од 8 до 10 часот да ја проследите Македонија денес. За самиот старт Александар Тарабунов, а вие подгответе се за првиот разговор кој што го имаме во студиото и верувам дека ќе биде доволно интересен и привлечен за да го задржи вашето внимание. Солза за крај и ми велиш ова е крај. Не верувам дека ова е крај. Само срцето то го чува. Нити не Само ти, никој друг. Паметам како ко деца мали седевме во ноктан пушнати. Повторно да би се родил јас, би те одбрал само тебе. Солза за крај и ми велиш ова е крај. Не верувам дека ова е крај. Само срцето то го чува. Нити не Само ти,
Тоа беше Александар Тарабунов и верувам дека одличен старт за денешното дружење во Македонија денес и за добро расположение, а ние веќе сме подготвени во студиото на Македонија денес да ја представиме и првата тема за денешното наше заедничко дружење. Впрочем, месец октомври е месец за подигнување на свеста за дислексијата. Колку кај нас се распознава оваа проблематика и колку често се зборува, дали лицата кои што го имаат овој проблем знаат да го препознаат, секако дека потребно е преку медиумите често да се апелира и да се зборува за оваа проблематика, но ете, ние барем се трудиме како медиум редовно да дискутираме на оваа тема и да помогнеме и ние, вклучувајќи се во кампањата и во овој месец на кој што секако се посветува големо внимание во однос на проблемите со дислексијата, кои што секако ги третираат голем број од луѓето. Дел од нив секако и не препознаваат дека го имаат овој проблем, па секако како да се препознае дислексијата и дали може таа да се надмине, ќе дознаеме во разговорот во продолжение кој што го имаме со еден од представниците, еден од можеби најчесто гледаните ликови по ТВ медиумите кога станува збор за дислексијата, претседателот на Сдруженијето за дислексија Ајнштајн, Дамјан Николовски. Дамјан, добро утро и добре дојде во Македонија денес. Добро утро. Луѓето веќе добро те препознаваат, често си на медиумите и често се залагаш за препознавање на дислексијата и надминување на овие потешкоти кои што ги имаат личностите кои што се соочуваат со оваа проблематика. Да, токму така, тоа е впрочем и мисијата на Сдруженијето за дислексија Ајнштајн да се подигне јавната свест за оваа состојба, а токму медиумите најмногу ни помагаат во остварувањето на нашата цел. Сметам дека свеста за дислексијата е на многу повисоко ниво од формирањето на Сдруженијето. Далеку сме од тоа дека сме оствариле нашата мисија, меѓутоа чекориме напред со големи чекори, најмногу благодарејќи на медиумите и исто така и социјалните медиуми. Знаат ли веќе луѓето што представува дислексијата и дека тоа не е некоја пречка, не е некој проблем за да не се успее и да не се биде реализиран во животот? Мислам дека знаат за тоа што голема е разликата од пред 5 години кога ќе се спомнеше поимот дислексија, 90% од луѓето апсолутно нема никакви познавања што тоа представува. Сега многу почесто може да се слушне дека луѓето знаат што е дислексија, тоа е резултат веројатно на сите оние кампањи кои што ги направивме и едукации кои што ги извршивме на територијата на цела Република Македонија. А токму и вашето здружение носи име на еден од дислексичарите, Ајнштајн, кој што секако го имал овој проблем, но не само тој од јавните личности, голем дел секако од успешните и реализирани ликови низ историјата го имале проблемот со дислексија, тука и Томас Едисон, Исак Њутон, Александар Грахам Бел, Стив Џобс, Бил Гейтс, Џон Ленон, Ернест Хемингвей, Винстон Черчил, Том Круз, Кјара Најтли, Вупи Голберг и уште многу такви кои што успеале да ги надменат потешкотиите во читањето и во сите овие проблеми кои што се карактеристични за дислексијата и да успеат во својата кариера. Да, дефинитивно светот е полн со луѓе кои што биле многу успешни во своите професии. Јас би кажал луѓе кои што направиле вистински промени во овој свет, имале дислексија. Сметам дека токму различниот начин на размислување кај дислексичарите им помогнал на овие личности да успеат и да бидат тоа што се во животот. Не е пречка, не е изговор дека не се може и да се прифатат можеби тие проблеми кои што ги јавува дислексијата за да се бидеете настрана од општеството и од сите случувања. Ние разговаравме во една од емисиите за психолошката слика на дислексичарите и психолошките проблеми со кои што и тие се соочуваат. Веројатно проблем кој што во нашето општество треба да се надмине. Апсолутно, затоа што се соочуваме со една ситуација каде што дислексијата многу често, особено од страна на институциите, се поистоветува со посебни потреби. Дислексијата всушност е посебна образовна потреба. Секој човек има посебна образовна потреба. Некој човек учи повеќе преку кинестетички стил на учење, аудитивен или визуелен стил, автоматски можеме да заклучиме дека секој човек има посебен образовна потреба или стил на учење. Токму затоа ние апелираме дека дислексијата е образовен проблем и не треба во никој случај да биде вклучена во програмите за образование на лицата со посебни потреби, затоа што апсолутно не е тоа. И многу често слушаме дека се зборува од страна на институциите инклузија на лицата со дислексија. Јас морам да кажам дека за лицата со дислексија апсолутно не е потребна инклузија.
затоа што тие се вклучени по секако во образовниот процес и нема потреба воопшто да се спомнува терминот инклузија во образованието. Можеби треба да зборуваме за инклузивно општество и општество кое што ќе може да ги прифати предизвиците на дислексичарите и потребите кои што ги имаат дислексичарите. Да, во секој случај, доколку навреме се открие овој проблем, постојат техники кои што може да го надминат проблемот во читањето и во пишувањето. Во текот на разговорот секако можеме да видиме како тоа визуелно изгледа дислексијата, што се случува со слоговите, со зборовите, со буквите, како всушност тоа изгледа од страна на еден дислексичар. Јас би кажал дека дислексијата е доживотна состојба. Значи, кога еден човек има дислексија, се раѓа со дислексијата и ја има целиот свој живот, меѓутоа во светот постојат голем број на методи кои што се наменети за третман на лицата со дислексија или корекција на истата, односно оние негативни страни на дислексијата и проблемите со кои што се соочуваат овие луѓе да се изостават и да дојдат до израз талентите кои што ги носи оваа состојба. Има тестови кои што може секако да се направа за да се провери состојбата дали станува збор за дислексија или пак можеби за нешто друго кое што се поврзува или има слични симптоми со дислексијата, па може ли да ни направите еден преглед како всушност изгледа дислексијата и кои се тие симптоми кои што укажуваат дека ова е проблем со кој што треба да се работи? Како што кажавте, многу е важна и раната интервенција, односно раното детектирање на дислексијата за да возможиме градење на психолошко здрави личности. А од друга страна дислексијата и не е тешка да се препознае во раната возраст кај децата. Оние проблеми со отежнато читање, отежнато пишување, можеме да забележиме посебно во пишувањето, пишување на букви со обратен редослед, недовршување на зборовите, лош ракопис. Или многу често се случува децата и до трето одделение да имаат проблем со читањето, односно да ја немаат постигнато флуентноста на читање како останатите деца на нивна возраст. Тоа се дел од знаците на дислексијата. Тука може да се поврзе и оној момент со затоа што дислексичарите многу често знаат да бидат дезориентирани, неможноста за одредување која е лева и која е десна страна. Многу често дислексичарите при пишување не можат да одредат дали им е поубаво да пишуваат со десна или со лева рака, иако има се кажува еден мит дека дислексичарите обично се левораки, меѓутоа апсолутно не е така. 50% од дислексичарите се левораки, 50% се пишуваат со десна рака, така што тоа не би било еден од знаците како истото да се препознае. Пред се би кажал проблемите во училиште, проблемите при читање, при пишување, проблеми при разбирање на математичките концепти се првите знаци за кои што треба да се обрне внимание доколку детето се соочува со тие знаци и да се побара стручна помош. Дали тоа ќе биде наставникот во училиште, да се обратат кај нас во здруженијето или во институциите. Има начини како да се помогне, за тоа е битна раната интервенција. Го поврзуваат ли можеби ова нешто родителите и наставниците со мрзоволноста и сметајќи дека можеби нивното дете едноставно не сака да учи, не го привлекува наставата и одбива да биде? Апсолутно. Голем проблем кај нас е се уште и општо во светот, што дислексичарите се етикетирани најчесто како мрзеливи деца, деца кои што не се трудат доволно, многу често деца кои што се глупави. Апсолутно не е така, затоа мора да се разграничи дали се работи за мрзеливост кај детето, а во најголем дел од случаите се работи за дислексија, затоа и ние таква и кампањата која што ја водиме во рамки на месецот октомври заедно со Capital Mall, да им докажеме на луѓето што е дислексијата, да не се срамат од истата и да побараат помош кога ќе забележат некои од тие знаци, затоа што сите такви етикетирање, како што каже во претходната емисија доктор Мирјана, можат многу негативно да влијаат врз овие ученици. Да, вие секако дека ќе бидете тука присутни во текот на овој месец преку кампањата и како што кажавте и конкурсите кои што ги имате, каде што директно се вклучуваат и најмалите, па колку се запознаени можеби децата со проблемот на дислексија? Досега во нашите активности најмногу било фатени наставниците, затоа што ги сметаме како првата алка од целиот оној синџир кој што треба да препознаат дислексијата. За прв пат, повторно во рамки на кампањата со Capital Mall, ќе ги запознаеме учениците со дислексијата, односно се отвори ликовен конкурс до учениците во општина Аеродром,
каде што ќе може да цртаат на тема дислексијата е дарба и потоа да освојат разни награди. Да, ќе видиме како децата секако ќе го насликаат тоа и на кој начин гледаат на дислексијата, проблем кој што секако треба да се третира и за кој што треба што почесто да се зборува. Не се сите деца мрзеливи, имаат можеби проблеми кои што треба да се надминати, не знаеме во кого каков талент се крие. Еве меѓу другото Шер, една од лицата кои што се добро познати на светската музичка јавност, таа се соочувала со проблем од дислексија. Таа вели јас ужасно читам. Никогаш не пишувам писма. Со броевите немам апсолутно никаква врска. Можам да запомнам телефонски број само доколку нема повеќе од 4 цифри. Ја пишувам првата буква од зборот, а мојот ум е веќе на последната буква. Кога ги гледам зборовите во текстот, речиси сите се секогаш споени. Да, тоа е, морам да напоменам дека се вели дека на светот нема да се најде двајца исти дислексичари и кај секој различно се одразува состојбата, меѓутоа токму тоа што го кажала Шер, се е еден од знаците за препознавање на дислексијата. Битно е да се напомене дека мозокот на дислексичарите работи многу брзо, токму затоа Бојо кажала ја пишувам првата буква, веќе сумот сум на последната буква, значи мозокот работи многу брзо. Генерално се лица кои што секогаш ја гледаат големата слика, а не ги гледаат деталите. За нив составувањето на големата слика, почнувајќи од деталите, е многу тешка, многу тежок процес и најчесто им е развиена левата хемисфера на мозокот, претпоставам, која што е задолжена за креативност и се најчесто едни од најкреативните личности во светот. Да. Вие како Сдружение Ајнштајн секогаш сте тука присутни за да зборувате за дислексијата и да им помогнете на сите оние кои што сметаат дека можеби имаат ваков проблем и да им дадете насоки како секако да ги подобрат состојбите во однос на читањето и пишувањето. Има ли некој регистар колку луѓе во Македонија имаат дислексија? Се зборува ли јавно, сакаат ли да признаат луѓето? Ќе започнам со тоа дека се уште не сме стигнати до степенот каде што луѓето целосно ќе се опуштат и ќе зборуваат за дислексијата, иако и тоа оди во нагорна линија, односно се повеќе и повеќе луѓе се препознаваат дека имаат дислексија и сакаат да зборуваат за тоа. Во однос на статистиката, официјална статистика во нашата држава за застапеноста на дислексијата нема. Ние како Сдружение спроведовме едно истражување на примерок од 2700 средношколци од цела Република Македонија, за да ја видиме застапеноста на знаците на дислексија кај нив, што излезе дека 12,2% од испитаните средношколци покажуваат знаци на дислексија, што од друга страна представува и доста голема бројка во рамки на тоа што го очекувавме, меѓутоа доволно голема бројка за да имаме вклученост од страна на државата во креирање на образовните политики за оваа категорија на граѓани. Да, често имате и трибини, и предавања, и ете вакви активности кои што преку кои треба да се доближи дислексијата. Последното на кое што беше трибината и нашата гостинка, психологот Мирина Јовановска-Стојановска, наидовте ли можеби на интерес од граѓаните, од луѓе кои што можеби нашле помош кај вас да се обратат за проблемот кој што го имаат, дали тие или пак мислат дека можеби нивните деца имаат дислексија, па дошле чисто информативно да добијат некои информации плюс? Да, тоа беше втората панел дискусија. Овој понеделник имавме и третата панел дискусија, која што беше насочена кон образовните предизвици на дислексичарите. Морам да кажам дека овоја панел дискусија, тоа и беше целта, да се активираат пред се родителите, да го кажат своето мислење, дислексичарите и сите оние кои што се вклучени во секојдневното живење на овие луѓе, односно наставниците, психолозите, дефектолозите. Дојдовме до некои заклучоци, меѓутоа, како што кажав и претходно, потребна е ангажираност од страна на државата за да се вклучи во овие процеси, да се увиди важноста, колку е важно да се работи во полето на дислексијата, затоа што во развиените држави во светот за дислексијата се зборува веќе децении и децении наназад, нешто што не било случај кај нас, меѓутоа сметам дека постепено работите ќе дојдат во на нормала и ќе одиме кон тоа што всушност и го посакуваме да се случи. Колку родителите и наставниците се отворени и подготвени за соработка токму и со вашето Сдружение за дислексија Ајнштајн за да се надминат можеби овие проблеми? Имате ли соработка добра? Имаме соработка пред се со наставниците. Тоа што кога се формираше Сдруженијето очекувавме дека ќе имаме проблем со наставниците, воопшто не беше така. Наставниците покажуваат желба да им помогнат на учениците со дислексија, тоа е најважно. Родителите исто така имаат желба да им помогнат на своите деца, меѓутоа
Од нив апелирам до сите родители дека е многу битна нивната ангажираност во овие процеси, затоа што во Соединетите Американски држави секоја законска регулатива, секоја измена на закон, воведување на нов закон е резултат на активноста на родителите на учениците со дислексија. Само на тој начин може да се случат промени, доколку сите бидеме заедно и бидеме гласни во однос на оваа состојба. Да, мораме да бидеме гласни и да се залагаме да се препознае дислексијата навреме, затоа што ненавременото препознавање може да донесе до одредени потешкоти и проблеми, што најчесто се случува доколку се игнорира овој проблем. Многу често учениците со дислексија, односно лицата со дислексија, доколку проблемот е игнориран, непрепознаен, се соочуваат пред се со гнев внатре во себе. Кај нив се создаваат голем број на фрустрации, секогаш речиси во најголем дел од случаите дислексичарите имаат лоша слика за самите себе. Нивото на самодоверба речиси е секогаш ниско, пред се заради етикетите кои што ги добиваат од страна на општеството, дали се тоа наставниците, дали се тоа родителите или своите блиски. Сето тоа ќе резултира во личности кои што ќе израснат во личности со можеби со психолошки проблеми, многу често се подлежни дислексичарите на депресија, анксиозност. Токму и затоа се прават сите активности кои што ги превземаме за да се увиди важност од раната детекција на оваа состојба за да не се соочуваат лицата со такви проблеми. Од вашето искуство, секако долго време работите во Сдруженијето Ајнштајн, имате ли можност или постои ли начин да се препознае дислексичар без да се направат некои тестови? Да, значи дислексијата е состојба која што лесно може да се препознае. Кај нас пред се проблем диагностиката и стручниот кадар кој што ја прави таа детекција на дислексијата. Меѓутоа, секој родител и секој наставник кај своето дете може да примети дислексијата, особено по сите оние заеднички карактеристики кои што ги имаат дислексичарите и проблеми со кои што се соочуваат, така што не е тешко да се препознае, како состојба на вистина може лесно да се препознае, само што е потребна посветеност и да се знае дека таков проблем постои во општеството. При подигнувањето на свеста голема улога имаат јавните личности, конкретно еве ги споменавме сите оние светски звезди кои што имале дислексија и успеале да го надминат проблемот и да успеат секако во својата кариера и во својата професија. Колку кај нас се подготвени, отворено да зборуваат, можеби дел од лицата кои што се дел од медиумите и од јавната сцена го имаат овој проблем? Дали наидувате на комуникација која што може да ја пренесете на ваков начин? Да, значи при самите почетоци на Сдруженијето, македонската актерка Катина Иванова застана позади нас и јавно зборуваше за низиното соочување со дислексијата и сите предизвици кои што оваа состојба ги донела, што беше голема помош и корист за нас, затоа што, како што кажавте, сите оние познати личности во светот кои што имаат дислексија се доказ дека дислексијата не е ништо страшно и самото нивно појавување во медиумите прават слика во општеството и кажува дека дислексијата не е ништо страшно. Од друга страна, сметам дека нивото на свеста се уште не е толку многу високо за и останатите познати личности за кои што верувам дека постојат во Македонија имаат дислексија да зборуваат јавно и се надевам дека ќе се пронајдат во сите оние знаци на дислексијата, ќе си го вратат филмот наназад и ќе пробаат да разберат дека можеби нивните проблеми и тешкоти произлегувале токму од дислексијата и ќе им помогнат заедно да подигнеме јавната свест за оваа состојба. Сметате дека можеби ниту пак знаат дел од нив дека го имале овој проблем. Може ли во подоцнежни години секако да се направат тестовите и да се провери состојбата? Секако да. Значи на нашите веб страни, односно веб страната dyslexia.info.com е достапен и првиот тест за самопроценка на дислексијата. Значи тоа не е официјална диагностика, меѓутоа е доволен знак за човек да му каже дали соочува со такви проблеми или не, така што секој кој што се сомнева нека ја посети веб страната, резултатите ќе му излезат веднаш и ќе може да види дали можеби тие тешкоти со кои што се соочувале се резултат на дислексијата.
Да, се надевам дека гледачите ќе се заинтересираат и ќе ги направат овие првични тестови, а потоа секако тука е Сдруженијето Ајнштајн кој што стои секогаш на располагање на сите оние кои што ќе сакаат да проверат својата состојба. Рековте дека од формирањето до денес гледате на вистина голема промена во однос на тоа како се прифатени, колку е препознаена дислексијата и промените кои што се прават. Имате ли понатаму планови како ќе функционира и кои се целите на Сдруженијето Ајнштајн во областа на помагањето и подигнувањето на свеста за дислексијата? Ќе земам пример Велика Британија како држава каде што дислексијата е издигната на највисоко ниво и се работи децени наназад. Во Велика Британија се уште се прават кампањи за подигнување на јавната свест, така што и ние тоа ќе продолжиме да го правиме. Ќе продолжиме да ги едуцираме наставниците, да им даваме информации на родителите и се надевам дека ќе успееме да ги издействуваме оние законски измени за кои што се залагаме. Дислексијата да биде вметната во законските регулативи на Република Македонија, издвоена од категоријата лица со посебни потреби. Да. Колку членови делуваат, работат и функционираат во Сдруженијето Ајнштајн за сето ова кое што го имате зацртано и замислено како ваши амбиции и цели да се остварат? Сдруженијето Ајнштајн во своето членство брои некаде околу 950 членови. Меѓутоа, активниот дел на членовите се оној тим кој што работиме, односно сме 4 лица, но имаме постојани соработки од разни експерти кои што се поддршка при семинари, при спроведување на проекти, изработка на прирачници и така натаму. Тука се тренерите за дислексија, логопедите, дефектолозите, психолозите, педагозите и секако наставниците. Колку од нив секако го имаат проблемот на дислексија и токму поради тоа станале дел од Сдруженијето на Ајнштајн? Голем дел од членството се или лица кои што имаат дислексија или родители на деца кои што се малечки имаат дислексија и генерално наставниците се нашата најголема поддршка барем досега. Тоа што е всушност најважно, односно нивната едукација и нивната заинтересираност да им се помогне на децата со дислексија. Ви се чини ли дека во Македонија многу доцна започна да се зборува за дислексијата како проблем? Дефинитивно, затоа што и во сите балкански земји во Македонија најдоцна почна да се зборува за дислексијата, но нема да бидам скромен и ќе кажам дека за разлика од останатите земји за најкратко време го достигнавме тоа што го достигнавме, односно се подигна свеста за дислексијата. Никогаш не е доцна, подобро некогаш отколку никогаш, така што имаме се уште држави во светот каде што воопшто не се знаат за дислексијата, ние сме над нив. Меѓутоа со текот на времето сметам дека ќе постигнеме многу повеќе од тоа што имаме направено досега. Да, сигурно, затоа што постојано работите, имате навистина интересни и работилници, акции кои што сакаат на некој начин да ја доближат дислексијата и луѓето кои што ги имаат овој проблем. Овој месец го исполнувате со многу активности, тука се и работилниците кои што верувам дека ќе бидат интересни за родителите и оние кои што сакаат можеби да одблизу видат како може да ја препознаат дислексијата и секако да ги дознаат предностите од истата. Каде и кога ќе бидат овие работилници, има ли уште простор за сите оние кои што ќе сакаат да учествуваат? На 20 октомври го организираме првиот од низата практични семинари за дислексија, односно практични алатки за работа со учениците со дислексија. Ќе се одржи на 20 октомври, меѓутоа квотата е веќе пополнета, баш поради тоа во ноември ќе организираме повторно таков семинар, се спремаме да организираме таков семинар и во Битола, затоа што сакаме малку да прошириме нашата работа и во другите градови. Пријавени се голем број на родители, пријавени се голем број на наставници, стручни лица кои што работат секојдневно со учениците со дислексија. Како што беше случајот и претходно, тие семинари ќе продолжат во текот на работењето, ќе се случуваат постојано. Конкретно овој семинар беше осмислен за да по повод октомври, како што кажав, месецот за подигнување на јавната свест за дислексијата. Тука беа панел дискусиите кои што беа дел од проектот Транспарентни информации за дислексијата, но ќе продолжиме понатаму со исто темпо, со ваков тип на едукации, работилници и семинари. Да, за сите оние кои што немаат простори, нема место за оние кои што ќе сакаат да дојдат на работилниците, можеме ли да откриеме нешто околу предностите на дислексијата? Кои се предностите? Апсолутно. Јас би кажал дека покрај тоа што го напоменав, дислексичарите се екстремно креативни личности. Од друга страна се многу интуитивни личности,
личности кои што можат да успеат многу во животот, пред се поради различниот начин на кој што нивните мозоци, односно нашите мозоци ги процесираат информациите. Да, можеби имаме проблеми со пишувањето и читањето, меѓутоа имаме и многу други области каде што можеме да бидеме многу успешни. Да, јас ќе цитирам Салма Хаек и уште една позната актерка светска која што го има проблемот на дислексијата. Таа вели дислексијата денес воопшто не ми пречи. Мене навистина ми е потребно многу повеќе време да прочитам нешто за разлика од останатите луѓе. Но затоа кога нешто ќе прочитам, тоа го знам за секогаш. Тука е тоа што вие го кажавте, кога ќе се прочита, тие се многу креативни, секој се разликува во однос на проблемот. Апсолутно, така што и обично кога убаво кажала оваа актерка, обично кога нештото ќе се научи, останува за секогаш во тебе. Да, проблем е можеби додека се затоа се научи. добри актери. Веројатно. Можеби е стварно потешко да го научат во однос на останатите луѓе, меѓутоа кога ќе се научи е многу полесно. Се луѓе кои што ги визуализираат работите, ги гледаат работите ни слики, така што секој начин на учење, односно каде што работите се прикажани визуелно, е многу полесен за нив, или доколку во некој учебник има повеќе примери, верувам дека сите дислексичари, верувам дека и останатите луѓе многу полесно ќе може да ги научат работите. И сигурна сум дека не постоела дилема кога сте го давали името на вашето здружение да биде токму името на Алберт Ајнштајн, кој што гениален ум, има секако многу допринесено во човештвото и токму тој како со својата дислексија да биде носител на името на вашето здружение. Да, кога се формираше здружението, се мислевме од целата таа листа на познати личности како да се вика здружението, некако Ајнштајн го издвоивме како човекот кој што има направен, да речеме, многу големи промени во светот и заради тоа се го одбравме името Ајнштајн. И како што кажавте предходно, листата е многу голема и многу познати личности во светот се соочуваат со оваа состојба. А ние верувам дека ќе ги поттикнеме јавните личности од нашата сцена да проговорат и да препознаат дислексијата, да не го кријат тоа како проблем за себе, затоа што не е нешто кое што е за криење, работа која што ја имаат голем број на познати личности и веројатно преку нивното делување ќе помогнат во препознавањето и третирањето на овој проблем и кај децата од најрана возраст да се третира и да се најде решение за дислексијата додека е рано и додека се уште не се добиени оние психолошки проблеми кои што потоа многу потешко се решаваат. Да, токму така. Јавното зборување за оваа состојба, мислам дека може најмногу да допринесе пред се да се подигне јавната свест и самите дислексичари да се ослободат, да сватат дека тоа со кое што се соочуваат не представува проблем и дека тие може да бидат успешни личности во животот. Се надевам дека во блиска иднина и некои од познатите личности ќе се препознаат во оваа состојба и ќе почнат да зборуваат јавно, а од друга страна и секој човек кој што ќе излезе јавно ќе зборува за дислексијата, ќе представува една можност другите луѓе да разберат дека дислексијата не е ништо страшно. Дамјан, јас ви благодарам за учеството во утринската програма на телевизија 24. Верувам дека ќе имаме повторно можност да се видиме, да проговориме и со некој од јавната сцена или било кој на некој начин да допре до останатата публика и до сите оние кои што можеби како што кажавме имаат симптоми да ги препознаат и навреме да го истретираат, а здруженијето Ајнштајн е тука да даде потребната поддршка и помош. Да, ви благодарам на вас за поканата и јас се надевам дека ќе имаме наскоро повторна можност да се дружиме вака убаво. Ете, драги гледачи, тоа беше нашата прва утринска тема. Верувам дека ви се допадна разговорот и ве привлече секако и вие да ги направите тестовите или пак некој од вашите блиски за кои што сметате дека има дел од овие симптоми. Здруженијето Ајнштајн е тука за секоја потребна помош и поддршка за сите оние кои што мислат дека можеби имаат проблем со дислексијата. Во секој случај ние продолжуваме понатаму со емисијата Македонија денес. Во продолжение сакаме да ви прикажеме еден навистина интересен прилог кој што го подготви колешката, нашата дописничка од Штип Виолета Кожинкова, а станува збор за наставникот Ангел Богатиновски кој што има 86 години. Тој е еден од првите наставници по ослободувањето, кој што на неговата 86 годишнина напиша книга со 1000 архаизми. Во продолжение секако ја гледаме приказнат и разговорот со нашиот најстар наставник и мене ми е драго што секако преку прилогот на колешката Виолета Кожинкова ќе имаме можност и ние и вие нашите редовни гледачи да го запознаеме Ангел. Ангел Богатиновски не е обичен 86 годишник од Виница.
Веќе 65 години негова страст се старите зборови, закопани во народната мудрост со векови. Предано собирал архаизми најголем дел од својот живот. Околу 1000 од нив осамнаа во неговата прва книга Архаизми од Виничко-Ризарскиот регион, че издаваче локалната самоуправа од Виница. Ангел Богатиновски е еден од првите учители по ослободувањето, а архаизмите од Виничко-Кочанскиот крај ги собира од времето кога сам учел 140 деца во Осоговското село Пресека. Тогаш од земјоделецот Мише го запишал првиот архаизам, а пред 8 години започнал да ги објавува во локалниот весник Винеам. Доаѓа во крајот на зимата, пролет, и вика Чичко Мише, земјоделец и сточар, и вика, даскале, оваа година ќе биде јагадарна. Барав одговор, вели, многу богата ќе биде, а пошто вие оценувате дека ќе биде многу богата? Па, виде какво е зимото, до над појас снег падна. Просто кога одевме, го јававме снегот, толку многу. И јас го запишав тој збор и после зедов еден тефтер, полека, година за година почна да се полне. Собирачки ден за архаизми беше секоја среда. Пазарен ден, туку ќе ме сретне некој, даскале, јас имам еден збор да ви кажам. И од целата, од и таму носише македонка, и сега носи Винеа, и мои ученици од родителите заедно напишале ливче и ќе ме сретне на улица и вика, наставниче, носам ви некој збор, стари зборови со моите родители ги запишавме. Ако сакате, земете го ливчето и проверам. Ако има објаснување вред, ако не, за некои зборови сум одели кај 20-мина, посебно во средата, кој мислам дека ќе ми помогне, може да ми помогне, и се допрашувам до нив, додека да дојдам до заклучок, сега е правата содржина. Преабливо. Ма повеќе од 20 души сум прашувал што значи, не знаат да ме објаснат, значи извекувало, преабливо, кршливо. Вели дека неговата сопруга, но и ќерките му помогнале да ги зачува архаизмите од заборавот. Голема подкрепа му била сопругата, која поради својата професија како шивачка имала контакт со луѓе и му помогнала да го објасни значењето на многу зборови. Вели архаизмите денес се користат како запршка во манџа, а со нас сподели дел од запишаното богатство во неговата прва книга. На В, веселе, причина, повод, Будимка од Виница вели да наидам веселе да идам до кај сестра ми, да нашла причина. Спирко Атанасов, пензионер од Виница, вели да најде закачка за нешто, веселе. Од Г, Гаспаница, разгалено па напуштено дете, што мисли само на јадење и празнење, а за работа, учење и слично не мисли. Збор од Генка Богданова Виница, родена во село Истибања. Зборот се употребува само во Истибања, Оризарија и Виница не. Френки, домати, Патижани. До 1915 година сме ги береле зелени, па пекле во фурна за лепи јаделе. Сме научиле зрели да ги јадеме од француската војска. Затоа струмичани ги крстеле френки. Френката се смета за рајско растение од Кастодинка Цветанова.
Дедо Ангел, кој е роден во Оризар и Кочанско, на многу наши прашања ни одговори со песна. Тој денес активно пишува поезија и проза, а запишува легенди, шеги и афоризми. Драги мои, научив да читам во прво и второ на српско-хрватски, во трето до пето на бугарски јазик. Се менуваа робствата, се менуваа и јазиците, се менуваше и презимето во дневникот од Трајчевиќ на Трајков. По крававата 4-годишна борба храбрите синови на Македонија и подарија слобода на татковината. Во Слободна Народна Република Македонија го напушти прадедото. Избрав презиме дедово, Богатиновски. Лошите спомени ги оставив зад себе. Во Слободна Македонија, на својот мајчин јазик, со книга в раце зачекорив кон среќна иднина. Богатиновски вели, иако не е роден тука, Виница ја чувствува како роден град, место што длабоко му е врежено во срцето. Не ги раскаже легендите за беровецот што и дал име на Виница и за куќите што се правеле со малтер замешан во вино, бидејќи немало вода. Запеја граде својата недопеана песна, разнесија ветре брановито и гласовито, од Винејан понесија до Виница довјасај, за вечност да ни векува ин Виница веритас. Неговата љубов кон македонскиот јазик е неисцрпна. Тој е почесен член на Виничката библиотека со членска книшка број 1 и вели дека јазикот е наше најголемо богатство, што треба да го чуваме. Тоа е огромно богатство, ако не се најдат таквите љубители на македонскиот јазик, ќе отидат во заборав тие зборови, а речничкото богатство е најважно. Јас го спомнувам тука и илјушки се поведувал и по преродбениците, како собирале и Васил Илјушки исто така, и тој викаше ние од дијалектите и наречјата што ни се, тоа ни е изворно богатство и за секој туѓ збор имаме замена. А вие сте тие што можете, вика, да работите на тоа поле. Секој македонец треба да си го цени својот јазик, прво својот јазик, па после другиот. Ете, јас пред да дојдете запишав од Петар Прерадовиќ, македонскиот јазик треба да се става на прво место, па англискиот и слично. И тој вели, вистинската татковина е всушност јазикот. И во право е, преку него се не само што представува богатство, преку јазикот се препознаваме. 86 годишниот Ангел Богатиновски е неуморен. Со радост се присетува на неговата соработка со детскиот вестник Колибри. Првиот вестник, Нова Македонија, го купил 1948-та, а другарувањето со печатените зборови продолжиле со децении. Со Нова Македонија другарувам од 50-та година, а прв пат Нова Македонија купив 48 во учителска за информбирото да прочитам што значи тоа. А после, како помошна литература ми беше Новата Македонија, па со слегувањето на Колибри, обавезно секој, да речеме сега, изнегува секој вторник. И со него соработувам еднаш преку литературната секција ни дозволија да го ние уредиме Колибри.
Го оставаме 86-годишниот Ангел Богатиновски со добра мисла и широка насмевка, со надеж дека повторно ќе го посетиме, кога мудроста вредно запишувана во неговите тетрадки ќе биде објавена во нова книга. Тоа беше наставникот Ангел Богатиновски и секако верувам дека ви се допадна прилогот на колешката Виолета Кожинкова, која што отиде до Виница за да ја сними оваа приказна и да ја пренесе на гледачите на Македонија денес. Тука доаѓаме пополека до крајот на првиот дел од емисијата Македонија денес, но секако една музичка numera како поздрав за овој дел, а веднаш по музичката numera и рекламите секако се враќаме во студиото. Имаме уште една млада и навистина интересна наша редовна гостинка која што ни е драго што повторно и во денешното издание на Македонија денес ќе ја имаме во студиото. Не откривам за кого станува збор, затоа вие не го менувајте каналот и бидете со нас. Una storia, una signora, me la di pa me gre. Како магија и тело латина, mi igra, me bali, pijam 2-3 dupli štoka. Habla español, parla italiano, me gustas, tu me gustas tanto. Ne si od Havana i napoletana, ti si moja slaba strana. Ništa ne mi treba mene, samo ti da si tu kao bilo koje vreme. Ni tu minuta bez tebe, ova srce te bara samo za sebe. Nema nikoj na svet, zaljubljen do uši kako mene. Nema druga na svet. Mia bella signora, mia bella signora, una storia, una signora, enigma, filozofija. Da ja otkrijam i da te razberam. Mi igraš, me pališ, pijam 2-3 dupli štoka. Habla español, parla italiano, me gustas, tu me gustas tanto. Ne si od Havana i napoletana, ti si moja slaba strana. Ništa ne mi treba mene, samo ti da si tu kao bilo koje vreme. Ni tu minuta bez tebe, ova srce te bara samo za sebe. Nema nikoj na svet, zaljubljen do uši kako mene. Nema druga na svet. Mia bella signora, mia bella signora, ništa ne mi treba mene, samo ti da si tu kao bilo koje vreme. Ni tu minuta bez tebe, ova srce te bara samo za sebe. Nema nikoj na svet, zaljubljen do